Почитувани гледачи, го емитуваме најновото издание на регионалните вести на телевизија КИС. Потоплотниот бран во Македонија од денес попладне за 10 степени пониски температури, пороен дожд, засилен ветер и услови за појава на град. Температурниот шок најмногу ги погодува хронично болните лица, па поради тоа лекарите апелираат за посебна внимателност. Нов температурен шок за граѓаните на Македонија. Потоплотниот бран кој траеше до вчера со дневни температури до 40 степени Целзиусови, во земјава од денес попладне за 10 степени пониски температури, пороен дожд, засилен ветер и услови за појава на град. Температурниот шок најмногу ги погодува хронично болните лица, па поради тоа лекарите апелираат за посебна внимателност. Температурните шокови малку влијаат врз астмата, туку влијаат врз висок крвен притисок, кај шеќерна болест, кај тахиаритмиите, кај мозочните инсулти и многу други метаболни заболувања. На хронично болните лица им се советува редовно земање на препишаната терапија, а при секоја промена на здравствената состојба да се посети матичниот лекар. Посебно им се советува внимателност со користењето на клима уредите во услови на екстремни температурни варијации на воздухот. Кај астмата највише делуваат промена на температурата од вручу на ладно со користење на климите. Тоа е многу битно и доаѓа до една хиперреактивност на дишните патишта, па во овие промени на температурата од клима надвор ќе се стеснуваат и оние одма осеќаат тај основната жалба од нив, гушење и глад за воздух. Треба да се избегнуваат промени на температурите. Како што прогнозираат од Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија, за време на викендот ќе преовладува променливо облачно, значително посвежо и ветровито време со локални врнежи од дожд. Дневната температура ќе опадне за повеќе од 10 степени во однос на денешната и ќе биде во интервал од 20 до 29 степени. Од понеделник се очекува стабилизирање на времето со постепен пораст на температурата. До вторник ќе дува умерен до засилен северен ветер. Татко и син вчера се изгубиле на планината Бистра. Полицијата трага по нив. Полицијата и мештани од селото Лазарополе трагаат под белица кој од вчера заскитале на планината Бистра. Според СВР Тетово, последниот контакт со нив синоќа го оствариле блиски роднини. Портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски информираше дека Скопјанка вчера околу 13 часот пријавила дека нејзиниот татко на возраст од 78 години и 50 годишниот брат, кои престојувале во Лазарополе шетајќи се кон местноста Ѓуреци, се изгубиле и не можеле да се вратат назад, бидејќи немале ориентација каде точно се наоѓаат. По пријавувањето полициски службеници од станицата Ростуше и мештани од селото, вчера започнале потрага по нив, која продолжи денеска наутро. Според последните информации, досега не се пронајдени, а последниот телефонски контакт со нив бил вчера вечер околу 22 часот. Поради проблем со наводнување на нива со тупаници и мотики се степале 4 лица. Двајца од нив задржани во болница, а мотоциклист пак е повреден во сообраќајна незгода. Полицијата регистрираше нарушување на јавниот ред и мир со тепачка вчера вечер во местноста Пропаст, атар на Долно Палчиште, во која учествувале 4 лица. 54 годишник е неговиот 27 годишен син од Голема Речица од една и двајца браќа од Горно Палчиште на возраст од 32 и 35 години од друга страна. Браќата од Горно Палчиште ја наводнувале нивата на Сејана Сопченка, додека таткото и синото од Голема Речица дошле на тоа место и им ја запреле водата. Започнале меѓусебна вербална расправија, која набрзо прераснала во тепачка во која покрај тупаници се користеле и мотики. Во тепачката четворицата учесници задобиле повреди по главите и телата и за кусо време се обратиле за лекарска помош во Тетовската болница. По укажаната помош браќата се пуштени, а таткото и синот задржани се во болница за понатамошна обсервација. На местото на тепачката пронајдени се и фотодокументирани мотиките и се работи на целосно расчистување на случајот, пошто ќе следат поднесоци. Од полицискиот билтен на СВР Тетово информацијата за сообраќајна незгода случајна вчера попладне на регионалниот пат Јажинце Тетово во населбата Дреновец, во која учествувале патничко возило Citroen Ксара со тетовски таблици, управувано од 51 годишник од Джепчиште, и мотоцикл Honda со дански регистерски таблици,
кој без возачка дозвола го управувал 29-годишникот Теарце. Мотоциклистот задобил телесни повреди, укажана му е лекарска помош во Тетовската клиничка болница и е пуштен дома. Извршени увити се утврдува причината за несреќата и другите поединости, додека материјалната штета се проценува на 20.000 денари. Средствата од општествено одговорните компании наменети за граѓанскиот сектор недоволно се искористуваат од невладините организации. Причината лежи во бирократските процедури за донирање со кои се соочуваат фирмите, но и немањето на доволно информации за можноста и пристапот до ваквите донации. Невладините организации немаат доволно информација околу искористувањето на фондовите од бизнис секторот, кој се сочува со сложени административни процедури при финансирање на активности на граѓански организации. Поради ваквите недостатоци, недоволно се искористуваат донациите од фирмите наменети за граѓанскиот сектор, кои во време на секнување на странските фондови се повеќе од неопходни, тврдат стопанствениците дел од невладините. Компаниите ако се определат своите средства да ги донират, би требало административните процедури да бидат малце по-либерални, за да средствата што се донираат да не бидат оптоварени со административни процедури кои дополнително би го оптовариле и начинот и би довеле до намалување на донациите од страна на компаниите донатори. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија велат дека во тек е спроведување на проектот Финансиска одржливост на невладините, кој ќе овозможи поголема соработка на фирмите и граѓанскиот сектор, олеснувајќи го пристапот до парите до општествено одговорните компании. И се надеваме дека после реализација на проектот тие ќе имат подобра информации, ќе обезбедат повише проекти, односно нивната финансиска одржливост ќе има бенефит од целиот проект. Според законските регулативи, данокот на добивка на компаниите кои донираат им се намалува за 5, а за тие кои даваат спонзорство за 3% од вкупниот приход. Летото е период на одмор и време кога љубителите на убаво опишаниот збор најмногу се одлучуваат за лесно четиво. Во Тетовската библиотека најбарани се книгите од областа на белетристиката и лектирите. Летото и годишните одмори се вистинското време за љубителите на убаво пишаниот збор. Да се спои убавото и корисното преку прочитана книга во слободно време е мотото на љубителите на книгата во овој период. Во Тетовската библиотека Кочо Рацин деновиве најчести посетители се учениците и студентите кои изнајмуваат лектири и стручна литература, додека повозрасните пред заминување на годишен одмор секогаш се снабдуваат со книги претежно од белетристичкиот жанр. Летниот период се работи само една смена библиотека, значи работното време од 8 сабајле до 16. Се работи само една смена заради одморите, ги користат вработените и го скратиме значи за јули и август. Па сега да ви кажем, интересот за читање на овој период е одлично добро, нема некој прекин заради што има распуст на школите за студентите, што се не распуст, нема врска тоа. Кај нас не влие толку многу, значи скоро ист тренд иде работата. Има читатели, има заинтересирани што сакат да читат на овој период. Без разлика што е сега и вручина и тоа, има интерес за читање на книга. Што се чита најмногу? Па сега на овој период повеќе се читат романите, психолошките, па има и од тие и од стручна што читат, што имат интерес, ама повеќе за слободна литература се чита. Читаат повеќе помладите или повозрастните? Сега да кажем, ние имаме таква статистика, ние сме задоволни од тоа, од тие категории што читат, имаме од сите категории, значи и да кажам од децата, средношколците, студенти, невработени, вработени, тие категории, значи сакам да кажем на тоа, сите читат по низината волја. Им се задоволуваат ли вкусовите на читателите? Можат ли да го најдат во библиотеката она што го бараат? Па сега ние се обидуваме да му услужиме на читателите, колку се задоволни тие треба сами да кажат, ние покушаваме да бидеме у интерес на читателите, правиме напори како подобро да му услужиме на читателите. Сега колку се задоволни, кај нас влие и тоа да кажем, сум кажал и порано, условите што ги имаме,
на овие услови работиме, значи на тешки услови, немаме да му услужиме перфектно тоа што треба за читателите, ние го знаеме тоа, ама ние пак покушаваме што подобро да бидеме и поблизу до читателите, да му услужиме тоа што му треба. Со книги, со литература сме у тек, имаме добиени, секогаш добиеме нова литература, нови книги и од странски автори, од внатре, од свегде, значи што има ново. Вообичаено овој период се чита белетристика и полесна литература, а од авторите најзастапени се Коелјо, Ден Браун, Кадаре, Агата Кристи, Шелдон, Стил, Ладлам и слично. Од македонските автори се читаат Андоновски, Павловски, Стрезовски. Сите препорачани дела и лектири задолжителни за училишната настава. Снабденоста со лектерни изданија и стручна литература засега ги задоволува потребите на читателите, а библиотеката се труди да ги обезбеди и бараните бестселери преку соработка со издавачките куќи во земјата. По 43-ти пат овој викенд во Галичник ќе се одржи традиционалната културно-туристичка манифестација Галичка свадба. Годинава според вековните обичаи од Мијачкиот крај ќе се венчаат Александар Ристевски и Сандра Станковиќ. Викендов на 16 и 17 јули во Галичник започнува 43-тото издание на културно-туристичката манифестација Галичка свадба. За младенци годинава Советот на местната заедница ги избра Александар Ристевски и Сандра Станковиќ, кои ќе ја крунисаат својата љубов според традициите и обичаите од Мијачкиот крај. Сандра има 24 години и по потекло е од Галичник, додека Александар има 28 години и е од Скопје. Традиционално почетокот на манифестацијата ќе го најават зурлите и тапаните во сабота на 16 јули во попладневните часови. Вечерта пред куќите на младоженецот и на невестата ќе бидат изведени десетина свадбарски обичаи и ритуали од мијачијата, сочувани низ вековите. Настанот продолжува утредента во недела, кога младенците ќе се венчаат во храмот Свети Петар и Павле. Галичката свадба, која се организира по повод празникот Петровден, прерасна во туристичка атракција. Како и во претходните години, така и годинава се очекуваат голем број гости и посетители, кои ќе имаат можност да ги проследат автентичните свадбарски адети на Галичник. Оригинална и посебно интересна е носијата на невестата, која е составена од 50 на делови, изработена со филигранска прецизност и тешка 25 килограми. Галичка свадба е најзначајниот настан од Галичкото културно лето, во чии рамки се организираат повеќе специфични културни манифестации, ликовна и книжевна колонија, промоции на книги и друго. Процесот на издавање на еврообврзницата од 650 милиони евра е одложен, но не и прекинат, предупреди на денешната пресконференција председателот на Комисијата за финансии на СДСМ Кирен Наумов. Тој вели дека власта побарала правно толкување за важноста на целата постапка од страна на Министерството за правда, кој ќе биде испратено до банките за тоа дали е неопходно толкаво задолжување, мислење кое согласно законот за јавен долг требало да биде издадено пред носењето на одлуката за задолжување. Тој потенцира дека доколку се издаде еврообврзницата, истата таа треба да се издаде со постапка со која беше издадена во ноември 2015 година. Сепак тој истакна дека за да може да каже колку конкретно е потребно за задолжување на Македонија во овој момент, треба да има барем минимум увид во Министерството за финансии, ингеренции кои на Наумов му се одземени по оставката на местото дополнителен заменик министер. Според него, доколку цената на еврообврзницата се зголеми при следното задолжување, тоа нема да биде поради неговото писмо испратено до заедничкиот менаџмент на банките, кои треба да тргуваат со еврообврзницата, туку ќе биде поради сомнежите за злоупотреба на средствата од ИПА програмата, дефицитот на буџетот, а е јасен сигнал што Македонија остана и без постојан представник на ММФ. Министерството за надворешни работи до пладне немаше информации за повредени или загинати македонски државјани во терористичкиот напад во Ница, Франција. Од МНР велат дека се во постојан контакт со надлежните француски институции и дека за сите прашања поврзани со безбедноста на македонските граѓани, кои во моментов се наоѓаат во Франција, од МНР упатуваат на македонската амбасада во Париз.
Воедно од Министерството за надворешни работи на Република Македонија изразуваат длабоко сочувство до семејствата на сите загинати и повредени во терористичкиот напад во Ница. Нов терористички напад ја потресе Франција. Најмалку 90 на лица загинаа, а повеќе од 100 се повредени, откако камион удри во толпа луѓе кои присуствуваа на прославата по повод националниот празник на Франција. Според обвинителот на Ница, возачот на камионот околу 2 километри возел низ толпата луѓе кои се наоѓале на крајбрежното пристаниште, а потоа почнал да пука. Француските медиуми, повикувајќи се на полициски извори, известуваат дека извршителот на терористичкиот напад е 31-годишниот Мохамед Лахуелч Бухлел. Напаѓачот живеел во Ница и во средата го изнајмил камионот што го користел во нападот. Според полициски извори, напаѓачот и бил познат на полицијата од порано поради кражби и насилство, но не бил на листата на француските разузнавачки служби за лица кои се осомничени за врски со тероризмот. Во камионот кој бил користен во нападот, полицијата пронашла големо количество оружје. Председателот на Франција Франсуа Оланд го оцени нападот во Ница како терористички чин и најави продолжување на вонредната состојба на уште 3 месеци. Премиерот Мануел Валс соопшти дека цел на напаѓачите е да се внесе страф и паника во државата, но додаде дека Франција е голема држава и дека нема да дозволи да биде дестабилизирана. Светските лидери остро ги осудија нападите во Ница. Американскиот председател Барак Обама порача дека САД остануваат посветени на солидарноста и партнерството со Франција, а новиот британски министер за надворешни работи Борис Џонсон на Твитер објави дека е шокиран и тажен поради ужасните случувања во Ница. Со слична реакција се огласи германската канцеларка Ангела Меркел, која и порача на Франција дека ќе ја помогне во борбата против тероризмот. Бегалец од Авганистан го загуби животот во тепачка во бегалскиот камп Елинико, во јужните предградија на Атина. Човекот бил пробуден со нож во гради и имал сериозни повреди на главата, со кои се здобил во мешаница и физичка пресметка, која почнала меѓу група бегалци од Авганистан во привремениот бегалски камп на просторот на стариот атински аеродром. Бегалецот им подлегнал на повредите, само што бил префрлен во локалната болница. Заедно со него во болницата биле пренесени уште двајца бегалци, кои се задржани за лекување со полесни повреди. За сега се уште не е јасна причината зошто дошло до физичка пресметка помеѓу групата афганистанци. Полицијата од ноќеска го истражува случајот, за да се открие кога почнала тепачката и кој стои за убиството на бегалецот. Древни градби постари од 11.000 години се пронајдени на Кипар и би можеле да бидат најстарото село кое некогаш било откриено на светот. Остатоците од 29 тркалезни градби откриени се во Климонас, во близина на градот Лимасол, соопштила управата за антиквитети и додале дека тоа е најстариот стил на земјоделски и селски живот на светот. Градбите кои се пронајдени на рид кој гледа на кај морето се стари 10.500 до 11.000 години и за 2000 години се постари од првата населба на Кипар во местото Хирокитија. Денес имавме сончево време со умерена облачност, попладне нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура се движеше од 14 до 22 степени, а дневната од 30 до 36 степени. УВ индексот изнесуваше 7. За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, ветровито и посвежо. Утринската температура ќе се движи од 12 до 19 степени, а дневната од 20 до 29 степени. УВ индексот ќе изнесува 6. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен викенд.